Неколку месеци полицијата го следела трагот што ги однесе до 324 килограми марихуана и разби организирана група за наркотици која делувала во целиот регион. Македонската, косовската и грчката полиција истражувале, разменувале оперативни информации и координирано уапсија 20 членови од мрежата во Солун, по еден од Македонија и Косово. Дрогата била добро сокриена во 8 палети со хартија, сместени во приколка од камион. Претреси се правеле на повеќе локации, а се собирале и докази за евентуално и други вмешани во трговијата со наркотици. Под раководство на јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, во попладневните часови Оделот за криминалистичка полиција изврши претреси на повеќе локации на територијата на државата со цел откривање на евентуално инволвирани други лица, како и обезбедување на дополнителни докази и предмети поврзани со кривичното дело. Поради тоа што истрагата се уште трае, полицијата не споделува детали, ниту за бројот на останатите опфатени луѓе, ниту за начинот на дејствување на групата. Се уште се истражува не само во Македонија, туку и во Косово. Акцијата представува уште една потврда за решеноста на македонската полиција да се спротистави на организираниот криминал и меѓународната трговија со наркотици преку сериозен и професионален пристап, оперативна работа и брза размена на информации со меѓународните партнери. Изминатиот период македонската полиција спроведе неколку акции за разбивање на криминалните мрежи кои оперираа на македонска територија. За добар дел од нив веќе се изречени и затворски казни. Пресечени беа и повеќе канали за шверц на дрога преку Македонија кои воделе до Турција и Бугарија. Последната засада на тигрите беше во април годинава, кога на Градско беа запленети 65 килограми дрога. Полицијата редовно треси по македонските градови, па така речиси секојдневно може да се прочита за уапсени со одредена количина на наркотици.